Околу 2 месеци функционира порталот услуги.gov.mk каде граѓаните по електронски пат на едно место може да добијат услуги од повеќе институции. Место да се оди од шалтер до шалтер преку овој портал може да се добијат околу 128 услуги, но како што истакна министерот за информатичко општество Дамјан Манчевски, малку граѓани во овој период го користеле порталот и услугите кои се нудат. Имаме околу над 1 милион активни електронски идентитети на граѓаните, што значи дека овие граѓани поседуваат корисничко име и лозинка со кој што може да се најават на сајтот и да добијат одредени услуги, но до сега граѓани кои што побарале било каков тип на услуга преку порталот се некаде над 8.000. Што значи дека треба да работиме понатаму на зголемување на употребеноста на самиот портал, но и на сите овие системи. И тоа е всушност и една од главните причини зашто сме и тука и одиме низ државата за да ги запознаеме и граѓаните што можат се да добијат преку порталот и самите институции. Во општина Струмица може да се добие помош за отварање кориснички профил на овој портал. Градоначалникот Јаневски вели дека станува збор за огромна лепеза на услуги кои може да ги добијат граѓаните. Со оглед дека се издаваат и услуги од локално ниво, градоначалникот Јаневски кажа дека веќе имале тим кои може да одговорат на потребите на струмичани. Струмица е подготвена, ние веќе обучивме, едуциравме наши представници од Оделението за услуги на граѓаните и местната самоуправа. Тука има двајца обучени наши работници кои што секојдневно ќе бидат на услуга на граѓаните околу оние првични потреби за апликација, регистрирање и информации од секаков тип во врска со овие олеснувања кои што општеството ги нуди. Во декември минатата година беше промовиран порталот услуги.gov.mk, каде граѓаните со креирање кориснички профил ќе може да одбиваат било какви услуги кои се во надлежност како на државните, така и на локалните институции.